Економска, политичка, социјална рамноправност. За ова се бореле жените активисти уште во 1911 година, кога за прв пат бил организиран Интернационалниот ден на жената од страна на активистката Клара Цеткин. 8 март е денот кога се потсетуваме на еднаквоста и рамноправноста на жените, но и на предизвиците со кои секојдневно се соочуваат. Иако е модерно време, сепак жените често се соочуваат со проблеми како што е семејното насилство, предрасудите и дискриминацијата. Од невладиниот сектор велат дека 8 март не е единствениот ден на кој жената треба да добива внимание. Незината економска, политичка, правна независност е потребна секој ден од годината. Значи, ние се трудиме цело време да докажеме и работиме на тоа дека 8 март не е ден кога на жената треба да ѝ се посвети некое посебно внимание кој вообичаено не го ужива. Не е ден кога треба да се подари букет цвеќе или да биде прилика единствена кога жената ќе излезе. Кога секојдневието не е такво, треба да бидеме реални дека жената во секојдневниот живот се соочува со многу предрасуди, многу проблеми и реалноста не е таква каква што ние практикуваме да ја покажеме единствено на 8 март. Ние како здружение што се залага за подобрување на положбата на жената во целокупното општество и особено за родова еднаквост, на ова прашање работиме во текот на целата година. Како детектирани проблеми кои што најмногу ја засегаат жената, еве особено на локално ниво да зборуваме, е заштитата на жртвите од семејно насилство. Немање можност за згрижување на жртви од семејно насилство тука на локално ниво. Економско јакнење на жената, потреба од економско осамостојување на жената, што подоцна влече други последици со себе. Значи, кога жената ќе биде економско зајакната, ќе биде похрабра да преземе чекори, кога е жртва на семејно насилство да се оддели од насилникот и слично. Исто така да се работи на подигање на свеста за родовата еднаквост, што е нешто што моментално го работиме со наш актуелен проект, да се навикнат граѓаните воопшто, па и вработените по институциите, дека родот и полот не се иста работа, дека треба еве да речеме и мажите да разберат дека кога зборуваме за родови права, жените не позегаат по правата на мажите, туку станува збор за една разлика по самата природа, што мажот припаѓа на машки пол, жената припаѓа на женски пол. Согласно на тоа имаат различни потреби, различни приоритети. Затоа ние се залагаме секој да ги ужива своите права и своите проблеми да може да ги реши на соодветен начин. 8 март секоја година е повод за тетовските жени да празнуваат во локалните угостителски објекти. Ги прашавме дали го знаат точното значење на празникот. Еве ги нивните одговори. Тој ден жените од Њујорк, од Америка, скоро целиот свет се бореле за правата да ги добијат. Да се изjednačат со мужите. Да имат поголеми права, да има поголем почит спрема женскиот пол. Па ден на жената, тогаш добила жената право како мајка, како вработена, рамноправно со мажот се. Ден на жената еднаш во година а меѓутоа треба стално да биде, секој ден. По низа активности на славните женски активисти како Клара Цеткин и Роза Луксембург, на овој ден во 1913 година жените ширум Европа одржуваат мировни собири. Интересен податок е дека на Западот во 1920-тите одбележувањето на 8 март полека замрело, а оживеало во 1960-тите години заедно со растежот на феминизмот. Сепак во ниту една западна земја 8 март не е прогласен за државен празник. Денес 8 март е државен празник само во малку земји, како Русија, Белорусија, Молдавија, Украина, Ерменија, Монголија, Узбекистан, Виетнам, Кина, додека Република Македонија е една од ретките земји во кои се празнува Меѓународниот ден на жената, иако овој празник има само символичен статус.